Бугарите за време на НОП не беа администратори, туку окупатори. Бурни реакции во прилеп по скандалозната изјава на бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, кој побара од спомениците во Македонија да се избрише зборот бугарски окупатор. Милан Велески, внук на првоборците и народни херои Борка Велески Левата и Мице Козар, вели дека наместо вакви небулози, бугарите ако сакаат добро соседство треба прво да се извинат за своето фашистичко минато. Конфликтите се решаваат единствено со заемна почит и со прифаќање на историските вистини. Како, например, што Германија се извини во Полска за сите убиени евреи и за сите жртви од нацистичката историја на Германија, така мора и Бугарија прво да се извини за сите злодела направени на територијата на Македонија, за потоа да може да се најдат заеднички, личности, заеднички настани кои нас би не воделе во иднината. Според Велески, овој притисок што моментално се прави врз Македонија за ревидирање на историјата е далеко од сите европски вредности. Ние, како најзасегнати, како потомци на народните херои и на градот Херој Прилеп, многу е важно да дадеме апел да не се тргува со македонската историја, да се знаат кои се историските темели врз кои почива оваа држава, и да се почитуваат жртвите кои ги дала Македонија за ослободување од фашистичкиот окупатор. Патем ревизија на историјата, ревизија на потеклото на јазикот и слични други проблеми кои ни се нафрлаат нам во 21 век, што е нешто несфатливо. Тоа и не се европски вредности за кои се стремат сите европски земји. И Круме Соколовски, председател на Организацијата на борци во Прилеп, кој на своји 12 години учествувал во НОП, вели дека бугарите биле окупатори. Окупатори на Македонија беа фашистичка Бугарија. Тие, кога ќе фатеа партизани, тие ги применуваа сите методи за притисок за да признат. Партизаните се бореа за Македонија. Ја како млад секогаш сум се чувствувал македонец. И Велески и Соколовски порачуваат доколку политиката не ги трне рацете од овој спор, тешко дека ќе се дојде до некакво решение.